Добар ден, почитувани ученици. Денеска за овој час имаме методска единица правилни вежби како моето другарче, односно тоа во домашни услови би значило правилни вежби, како што ни покажува мој член од семејство, брачка, сестриче, тато, мама, баба, дедо. Па она што ќе го покажат тие, учениците ќе треба да го изедат со одреден број на повторувања, одреден број на секунди, на време на издржување, например, ако тоа статична вежба, или пак ако нема по момент некој да покаже или не може, тука е по оваа видео. Вие можете на овој час да ги изедувате овие вежби според насоките од наставниците кои што се тука во видеото и ние така ќе ги покажеме. Едниот ќе покажува, а другиот ќе се потруди да ги изеде тие вежби, а во второ гледање, или ако сакате вие сами да изедете оваа методска единица, овој час по завршување на настава, заедно во домашно услови или со сите членови од семејство, може да ги дава родителот вежбите за почеток, 2, 3, 4, 5 да се загриете, да се воведете во играта, во часот, но подоцна една вежба да даде родителот, другата вежба, следна вежба да даде ученикот, за да видиме дека он е мисловно присутен на самото вежбање, па пак родителот, па може да се вклучи некој друг член, па пак да се врати ученикот, така да веќе има меѓу ваша комуникација и интеракција, самите ученици да знаат која вежба во кој дел од часот се приема. Ние ги се потрудиме на ова 360 видео степени да бидеме во кадар пред вас, но долго има вежби каде што ќе се раздалечиме, вие може да ја вртите сликата према едниот или спрема другиот, за да го испратите движењето, да испратите вежбата или пак да го движите телефонот за почеток. Еве ние во наша импровизирана собичка, некоја дистанца каде што може да биде од 2 до 3 метри помеѓу нас, како што е било во услови во домашни услови, ќе почнеме од вежби за загревање, па јас би предложил да мојот колега и нашиот ученик сега прави вежби како што ние ќе задаваме. Движење на место, со лесно трчање, сега за да биде малку динамично, интересно, малце напред, не преблиску, одим назад 3-4-4, ако има можност во собичката, одиме во страна, па се враќаме во друга страна, па пак на своето место и ајде да речеме да направиме уште нешто, може негово трчање во место, ротирање на воска, околу 3 до 4 круга, ќе се видиме да се вратиме назад, така да малку сликата пред нас се стабилизира. Ајде сега да кажеме, бидејќи во еден дел од часот може малку подинамични вежби, да пробаме со некои подскоци, малку да личи на загревање, во еден дел, каде што ќе може со 3-4 вежбички, 7-8 повторувања, а ако може до 10, да ги изведеме овие вежби. Ако одиме, еве некој подскоче, ајде скокче да кажем, колку може високо, тоа некој мебел, некоја скалица, кон врата, кон нешто, некоја слика, да се обиде ученикот да дофати, да допре. А можеме нешто и со нозе, да вклучиме скок и движење на нозе, да речеме во скок, да разчекори ученикот. Воздушно. Но, сега на симпатија која е можно, дека ова е малце по заhtevna вежба, но е веќе трета четврта во загревање и ајде со предножување, замножување ако може, хоп, десна напред, хоп, десна напред, назад, хоп, но 4 случаја, па може сега лева напред, десна назад, хоп, хоп, и овдека, да кажеме, вежбите за некоја загревање, без некоја многу голема бука, во еден простор од 1,2 м квадратни за ученикот и 1,2 м квадратни за другарчето, односно членот од семејството, ќе бидат, се надеваме, доволни и не многу захтевни за да се реализираат овие вежби. Сега би направиле вежби за истегнување, односно
подготвителен дел од часот, а малку ќе почнеме со раменици напред, 4-5 крупчиња назад. Малку така да асоцираме да се исправат нашите ученичиња, спортишчиња назад. Океј. Ајде да сега кружни движења големи, па може малку движење во место со нозе напред-назад, за да дадеме поголем замав и да не биде цело време она стоиме и малку да не изгледа монотонно, бидејќи и самата соба, нели самата затворен простор го прави своето. Засоци со една рака на рамо, друга свиткаме малце во лак и кон горе за овие засоци малце не раздвижат во трупот. Еве да кажеме, може малку да се опуштиме во заткон, со пливање вака назад, пливање, колку може, пи поглед назад, добро, супер. Па дури да се тргне назад, нели? Ајде да пробаме со десна рака да се врати во заткон, ајде може и назад да се врати, колку може, лева пита, а може обратно и со лева да се врати, десна, браво, супер. Ете не е лошо на некој на таков начин да се гледат вежбите. Што би направиле сега, ајде, малку раздвижување и раце, и нозе, и трупот да го вклучим. Еве, ние тук имаме една линија која што може дома со креп трака селотейп па да се стави некоја врвца и да пробаме таа врвца, да ја прескокнеме, како да скокаме јаже за скок во височина со техника ножички. И осмислуваме некои вежби што се трудиме дел од нив да сега можеме од другата страна и се трудиме да изгледа дека и во момент ги осмислуваме, за да навистина вие дома и сами искреирате некои движења кои што може се лесни или подобро се чувствува да ги покаже родителот, братчето, сестричето, но не се доволно, не се премногу тешки за да може да ги изведе ученикот од прво до пето оделение. Можеме вака нешто да вкрстиме, крстим назад, десна, одлично. Еве сега ќе направиме некоја вежба за труп повеќе со засоци. Десна и сега да испратиме со движење на глава кон горе. Супер! Супер, може длабоко претворно обавезно. 10 секунди. Може, уште еднаш. Предна ложа. Секогаш пожелно. Малко движење. Значи даваме на една нога. Нели се стегнуваме статично, но на друга веќе работиме малко и динамично. И часот колку може во место правиме и движење. Сега би дале вежби на пот, каде што може попрени на лактици, можеме нозете да ги подигнеме на 20 до 30 см и расчепор и вкрстување. Еве, 7 до 8 повторувања ќе ги активираат стомашните мускули. Ако може, нормално може и со раце на градино. Ние сега ќе дадеме од полесно, па вие ќе може да... Сега ќе одмориме малку. Па може свиткани колено малку да потесне, бидејќи нозете се пак малце се во замор, заедно со стомашните мускули. Па можеме сега вака малце горе-долу. Да речеме, може се почне од 5 до 6 повторувања со секоја нога, но може и во секунди. Да почнете од 5 до 6 секунди, па да зголемувате
да ја правите вежба на 10, 15, 20 и така. Може напред, назад, нешто, или возење велосипед, да речеме, возиме велосипед, но можеме да го возиме и на назад. Ќе пробаме да опишеме кружница со двете стапала, спојени, а и на друга страна да пробаме. Браво, одлично. Супер. Колку може се труди ученикот да имитира. Ајде да пробаме нешто што малку е по, да кажем така, изгледа на физички час, или на час по физички час за вежбање, но ќе пробаме полесно на коленици и раце справени, да пробаме ова некоја положба, лесна положба на склек, да ја усложниме со опирање на лактици и на коленици, да. За почеток да можат нашите мали ученици да се навикнуваат веќе на некоја положба на стек. Кој може, се може да ги подигне колениците и 5-6 секунди да остане во оваа положба, сосема доволно за да личи на некој склек кој во наредните часови ќе го вклучиме и веќе со динамични вежби, со повторување, со вежби за сила. Сега ќе се разглаваја малку, значи може да шутнете, може да се протресат нозете, ќе издишеме, длабоко вдишување, издишување и во овие 11-12 минути се обидуваме да дадеме вежбички за сите делови од тело, малку за координација, нешто за агилност, нешто имаше за рамнотежа, малку за истегнување, за флексибилност, опатиме неколку моторички способности, каде што полека учениците ги уведуваме во физичко и здравствено образование, значи во еден осмислен систем, каде што основна алатка е физичката вежба. Се гледаме следниот час. До гледање.